إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Браќата кои што се надвор, доколку ме слушаат, нека влезат в джамија и нека не си го губат севапот на джуманскиот саат. Значи, јас ке предупредам, не мора никој да реагира. Доколку ме слушаат браќата надвор од джамијата, нека влезат, нека не зборат меѓусебно и нека не си го губат севапот, Аллах да ги награди. Почитувани браќа, Аджија, слушајте ме мене, немојте вие да си го губите севапот. Јас ке, иншалла, ке ги предупредам, Аллах да ме награди. Почитувани браќа, почитувани джематли, Господарот Субханаху ва Таала од неговата преголема милост човека не го оставил на цедило. Не оставил нас, луѓето, сами да размислуваме како да го најдеме вистинскиот пат до него, не препуштил на самите себе си во смисол да истражуваме цел живот за да дознаеме дали Господарот Субханаху ва Таала постои и дали треба да му бидеме покорни или не, туку од неговата преголема милост тој ги пратил своите пејгамбери, алейхиму салату веселам, и преку нив човештвото, луѓето воопшто, а посебно муслиманите, ги предупредува на она што ги чека после нивната смрт. Објавата на возвишениот Господар Субханаху ва Таала е кодекс или една збирка на прописи на Аллахови Божји обврски кои што ги упатува кон луѓето и ги задолжува со истите да се придржуваат кон нив и на тој начин да го докажат своето искрено верување во Аллах џеле ше'нуху, да ја докажат својата љубов кон нивниот Господар, да докажат дека сакаат, едва и чекаат да се сретнат со својот Господар, а тој задоволен од нив, и да си докажат на себе си дека на вистина поверувале во Аллаховата објава кога читаат за џехеннемот, кога читаат за тој огин, кога читаат за стравотиите и ужасите кои што го очекуваат човека по неговото проживување. Но, како што ние луѓето, браќа, денеска разговараме меѓусебно, како што си го губиме времето на голема жалост во некоја разбибрига, расправајки за некакви политички будалаштини во земјава или пошироко, расправајки за тие насилници кои што не му сакаат добро на народот, а пред се самите се осудиле на пропаст, или расправајки се којдневно за некакви во женските кругови, велам, ова важи за нашите сестри, мајки, жени, кои што расправаат и безпотребно си го губат времето во некакви турски, шпански и не знам ти какви серии, каде што се којдневно се промовира неморалот,
лагата, клеветата, зиналукот, блудот, или пак нашите млади кои што се отруени, машката страна со некакви големи спортски случувања и подобро ги знаат имињата на спортистите, а не му го знаат полното име на пејгамберот Мухамед салаллаху алейхи ве селем, на жалост, или пак нашите керки кои што се секојдневно изложени на секакви влијанија преку интернетот и само е доволен еден клик на тастатурата, волијаду билlah, Аллах да чува, и пред нив, пред нашите идни мајки, кои што треба да го воспитуваат овој уммет, кои што треба да ги воспитуваат синовите на Исламот да бидат искрени Аллахови робови, само со еден клик на тастатурата пред нив се прикажуваат сите резилаци, сите срамотилаци и сето она што Господарот Аллах субханаху ва таала го забранил. Ова им се случува на тие кои што не водат сметка за нивниот, за целта на нивното живење на овој свет, додека од ова се, инша Аллаху таала, поштедени само искрените Аллахови робови. Додека животот трае, почитувани мои, човекот треба да го користи своето време. Треба да размислува за своето време и не треба себе си да си дозволи да биде како обична крава или како обичен вол, само да јаде, само да пие и да извршува физиолошка потреба и во тој момент така да го дочека, да го начека смртта. Тој кој што живее со Аллаховиот дин, моментот на смртта Господарот субханаху ва таала ќе му го олесни. Бидејќи џеле ше'нуху вели юθеббиту Аллаху аллезина амену биқаулин ثابت, Аллах ќе ги зацврсне тие кои што поверувале со цврстиот збор. Во моментите кога ќе ја испуштаат својата душа, ќе бидат во состојба за последен пат да посведочат дека целиот свој живот го инвестирале во ибадет, целиот свој живот го инвестирале во искажување на искрена љубов, подчинестост и подкорност кон возвишениот Господар субханаху ва таала и очекуваат Господарот нивниот страв кој што го имале од джехенемскиот огин, нивниот страв на овој дуњалук, Господарот да им го смени со безбедност и сигурност на судниот ден, кога ќе ги внесе во дженнетите на неговата милост. Вели пејгамберот салаллаху алейхи ве селем дека возвишениот Аллах субханаху ва таала рекол во хадисул кудси, хадис ел кудси, браќа, тоа е Аллахова објава, Аллахов збор, меѓутоа дојден му е на пејгамберот можеби во сон или во некоја друга форма, но не е дел од Куранот и забрането е таквиот хадис ел кудси да се чита во намазот. Во намазот читаме само Куран, браќа. Вели пејгамберот дека Господарот субханаху ва таала рекол: нема на човека да му дадам два страва на овој свет и нема да го поштедам од два страва на идниот свет. Првиот страв е на верникот кој што се плашел од она што го чека после на судниот ден и работел за тој ден, живеел со Аллаховата вера, клањал намаз, постел, наредувал добро, одвраќал од зло, го спомнувал многу Господарот субханаху ва таала, давал садака, им бил од корист на муслиманите, се тргал од харамот и живеел по она што Господарот го дозволил. Таквиот човек, вели Господарот субханаху ва таала, на судниот ден сигурно нема да му го дадам стравот од джехеннемот, туку ќе му сменам со безбедност и сигурност во дженнетот. А тој кој што не се плашел од Господарот субханаху ва таала на овој свет, не водел сметка за Аллаховите прописи, за обврските кои што Господарот џеле ше'нуху ги дал, таквиот на судниот ден Господарот со ужасен страв ќе го престрави и со ужасен страв кој што ќе предизвика во неговата душа ужасен терор од она што го чека, Господарот
veli дека токму тоа на таквиот човек ќе му го даде. Значи, ако се плашиш од Аллах на овој свет, Господарот ќе даде да бидеш во вечноста мирен и спокоен. Тој што не се плаши од Аллах на овој свет, на судниот ден во вечноста ќе биде вознемирен и секогаш ќе се пати и секогаш ќе чувствува болка, како што вели Господарот субханаху ва таала, јатихил меуту мин кулли џаниб, смртта ќе му доаѓа од сите страни, браќа. Ва ма хуа бимејит, а тој никако нема да може да умре. И кога ќе почувствува преголема жед од она болка која што му ја предизвикува джехенемскиот огин, джехенемлијата ќе бара да се напие нешто и во тој момент ќе му биде даден пијалокот од джехенемот или ќе биде нахранет со плодовите на проклетото дрво зекум кој што изникнува во джехенемот. И секогаш кога джехенемлијата ќе се напие, браќа, ниту ќе му ја натоли таа жед, нити ќе почувствува нешто од таа течност што ќе ја пие, туку што во секој момент ќе почувствува дека умира, ќе ги чувствува маките на смртта во вечноста, а тој нема да може да биде мртов. Аллах да не чува таква ситуација, браќа. Ова е плод на послушноста кон шејтанот, а одбивањето на Аллаховиот закон. Таквите луѓе ќе ја добијат таквата казна. И таквите луѓе, браќа, кои што своето време тука меѓусебно го губеле, во меѓусебно разговарање, во разби брига, во забава, во губење време, во неспомнување на Аллах, во отфрлување на Аллаховиот закон, тие кои што целиот свој живот го минале, браќа, во заборав кон Аллаховата вера, на судниот ден ги чека многу карактеристична ситуација. Ги чека тоа дека ќе бидат трмоглавени во джехеннемот, а нема да може да се оправдуваат. Вели Господарот субханаху ва таала: "Куллема улқије феуџун фиха саелехум хазанатуха елем јатикум надир", и секогаш кога джехенемлиите во големи масовни групи ќе бидат трмоглавувани во джехеннемот, мелеките, чуварите на джехеннемот ќе ги прашаат: "Зарем не ви доаѓал оној кој што ќе ве опомене?" Тоест, зар Аллах не ви праќал пејгамбери? Аллах не ви го пратил Мухаммед салалаху алейхи ва селем, не ви го пратил Иса, Муса, Ибрахим, Нух, Исмаил, Исхак, Јакуб. Зарем тие не ве предупредуваа на овој момент? Зарем не ви зборуваа дека ова ќе ве чека на судниот ден? Калу бела, тие ќе кажат: "Да, ни доаѓа, валакин кедзебна", меѓутоа ние излажавме кога рековме дека, се однесува на пејгамберите, дека вие ова што го зборите не е вистина, туку е само една обична заблуда. Тоа ќе го зборат во моментот кога ќе бидат стрмоглавени во джехеннемот, пред да им се обрати нивниот главен, нивниот шеф, нивниот директор, нивниот председател, нивниот водач на политичка партија, нели, тој кој што ја конструирал идеологијата во душите на човекот. Која идеологија? Да не веруваат во Аллах, да не се придржуваат кон Аллаховата вера. И овој дуњалук да си го земат волијаду билла како Бог и целиот живот да го поминат посветени на украсите на овој свет. И пред да им се обрати шејтанот со неговото коначно обраќање, со неговиот последен говор во джехеннемот, нели, Господарот субханаху ва таала ја опишува таа ситуација и вели: "Вабаразу лиллахи џами'a фекале ду'афа'у лиллезина стекберу инна кунна лекум тебе'a." И сите заедно ќе бидат стрмоглавени во джехеннемот. Вакале ду'афа, и тогаш тие кои што беа понижени,
тие кои што беа газени, тие кои што нема некаков голем статус во општеството, обичен народ, меѓутоа кафир не верувал во Аллах субханаху ва таала, тогаш ќе им се обратат лиледина стекберу, ќе им се обратат на нивните надмени, на нивните водачи, кои што ја конструирале идеологијата на неверувањето во Аллах и кои што преку и своите пари, и своето општествено влијание, и преку своите политички заврзлами и така натаму, нели, и преку своите учења, ги гонеле луѓето да не веруваат во Аллах субханаху ва таала, а истовремено да им бидат слуги, браќа. И во материјален смисол, и во духовен смисол. Ке им кажат, инна кунна лекум тебеа, ние вас ве следевме во времето на минатиот живот. Па мислевме дека вие сте во право, мислевме дека вие сте паметни, мислевме дека вие со вашите финансиски средства ке можете да не избавите од оваа казна, меѓутоа и едните и другите не биле свесни дека тако нешто ке им се случи. Фехел енту мугнунне анна, и дали вие денеска нешто ке можете да сторите за да не спасите од оваа Аллахова казна. Калу леу хедан Аллаху лехедейнакум. Меѓутоа каков ќе биде одговорот, браќа? Па да Аллах нас не упатил, па и ние вас ќе ве упатевме. Ние да бевме свесни за овој ден, па и вас ќе ви зборевме, вие да се освестите. Севаун алейна џезина ем саберна малена мин мехиз. Денеска ни е sejedno и на вас и на нас. Дали ќе бидеме трпеливи или ќе вриштиме од преголеми болки, никој денеска нема да ни биде од помош. И тогаш, браќа, ќе се случи таа ситуација кога шејтанот за последен пат од денот на неговото создавање, за последен пат ќе им се обрати на луѓето. Ќе го одржи тој свој познат говор кој што Господарот субханаху ва таала го спомнува во Куранот. Обрнете внимание, Аллах да ве награди. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. И кога се ќе биде готово конечно, кога ќе заврши судниот ден кој што ќе трае 50.000 години, кога дженетлиите ќе влезат во дженет, кога джехенемлиите ќе влезат во джехеннем, и кога луѓето ќе го видат шејтанот заедно со нив во джехеннемот, тога шејтанот ќе им се обрати. И Аллах џелешенуху ќе даде, браќа, сите тие милиарди и милиарди луѓе кои што ќе бидат во джехеннемот, ќе бидат во состојба без звучници, без никакви технички средства како овие, да го чуе шејтанот што ќе им каже. А ќе им каже, Аллах вас ви ветил, а и јас сум ви ветил. Аллах го исполни ветувањето, а јас сум ве излажал. Аллах им ветил дека ако не се подготват за тој ден, ќе се стрмоглават во џеhennem. И го исполнил ветувањето. Шејтанот ги лажел, нема џеhennem, нема ахирет, од исламот нема никаква фајда. Абе, не губите време каков Куран, какви бакрачи. И ги излажал, браќа. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. Јас немав никаква власт над вас, освен што ве повикував и вие веднаш ми се одзвавте. Видете, браќа. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. И немојте мене да ме карате, карајте се самите себе си. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. Ниту јас ќе ве спасам вас, ниту пак вие можете мене да ме спасите. Инни кеферту бима ешректумуни мин кабел. Јас не верував никогаш во она кога вие велевте дека што? Дека јас сум урамен на Аллах, валијаду билlah. Инна залимина лехум азабун елим. На вистина насилниците, зулумчарите, неверниците, тие кои што немарно и непослушно се однесувале кон Аллаховата вера, ги чека голема казна. И браќа, видете Аллаховата милост за тие кои што имат за тие кои што размислуваат, за тие кои што се плашат од Аллах субхану ва таала. Господарот џелешену, браќа, дава во животот на овој свет, ние, иако се уште не настапила ситуацијата
кога шејтанот така ќе им се обрати, од Аллаховата милост, Господарот ни дава, ние таквата ситуација да ја видиме уште во животот на овој свет, тоа ќе го спомнам на другата худба. Алхамдулилlah, ва салату ва саламу ала Расулилlah, ва ала алихи ва сахбихи ва ман вала, ва ба'ду. Браќа, Господарот ни дава да ја гледаме тој говор, да го видиме тој говор на шејтанот уште во животот на овој свет. Значи, ќе се напаѓаат во џехенемот, ќе бараат од шејтанот да им помогне. Ја не сум и крив, ја бара, вие веднаш ме послушавте. Ние тоа го гледаме со наши очи. Излегува манијаци, безумници, напаѓа, уништува со вакви и онакви цели, иако неверниците сите се еден милет, нема разлика. Меѓу неверниците нема разлика, тие една група се, патот им е кон џехенемот, ако не се покајат. Ниту бранам некој, ниту напаѓам друг. Не, само ја збориме во вистината од Куранот. И што се случува сега? Ние гледаме со своји очи. Дека тие кои што барале нешто од некого да направи зло, гласноговорниците на ѓаволот, нели? Денеска нивната војска, кога страда војската на ѓаволот и кога ги апсат, кога ги судат сега, они велат, ние немаме ништо со вас. Не, ние само рековме така, нешто кажавме на телевизија, вие веднаш тоа го прифативте. Ова не го велам со цел некого да критикувам или да се приклучам кон некоја политичка пропаганда, Боже сачувај. Туку само сакам да дадам пластичен пример, дека ако луѓето во животот на овој свет се мамат едни со други, со шејтанова заслуга, ако бегаат едни од други, браќа, замислете што ќе се случува на судниот ден. Замислете што ќе се случува на денот во кој што Господарот Субханаху ва Таала, за кој што Господарот Субханаху ва Таала вели дека женот ќе избега од својата мажот ќе избега од својата жена. Жената ќе избега од својот маж. Децата ќе избегаат од своите родители, родителите ќе бегаат од своите деца. И кога би биле во состојба родителите, би ги жртвувале своите деца, би ги понудиле да они нивното место да го заземат во џехенемот, само да се спасат, но Господарот е праведен и секој ќе си го добие заслуженото на судниот ден. Аллахуме салли ала Мухаммедин ва ала али Мухаммед, كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Почитувани браќа, денеска е денот на џума. Благословувајте го нашиот пејгамбер Мухаммед салаллаху алейхи ва селем со салаватите кои што ги учите во намазите, бидејќи рекол пејгамберот алейхи салату ва селам, кој што мене ќе ме благослови еднаш, само кажи Аллахуме салли ала Мухаммед, ништо повеќе. Вика Господарот 10 пати ќе го благословува во џеннетул фирдеус. Браќа, инна Аллах јаъмурукум бил адли вал ихсани ва итаи ذил qurba ва јанха анил фахшаи вал мункари вал баги јаъидукум лааллакум тадаккарун.